Еве, почитувани гледачи, денес кога ТВ каналот ВИС слави 29 години од своето постоење и полека, но сигурно влегува во 30-та година, како најстара приватна телевизија во нашава земја, навира сеќавањата за оние почетоци, кога први вработени во телевизијата бевме мојата маленкост и Наско Митров, ако сигурно се сеќавате, беше девојка за се, во наводници, и техничар, и водител на многу популарни емисии кои беа многу гледани во тоа време. Зошто го спомнувам Наско Митров? Заради тоа што во студиово имаме едно младо момче, младо и многу успешно, случајно или не, тој е син на Наско Митров. Тоа е Илија Митров. Илија, добар ден, добре дојде во нашава емисија. Добар ден, ви благодарам на поканата најпрво. Се надевам ќе пренесеме добра порака према гледачите и најпрво среќен роден ден на ТВ каналот ВИС. Благодарам. И уште многу успешни емисии, години и така натаму. Значи, ТВ каналот ВИС слави 29 години од своето постоење, а ти имаш само 24. 24. Значи, ти не си бил роден, предпоставувам не си бил ни планиран, значи Веројатно. така. Да. Но убаво е што те гледам во мојот студио и се чувствам радосен на мојот прв колега, синот, што е овде во студио, токму на денешниот ден. Мило ми е. Од секојаш сум се радувал кога во студиово имам млади и успешни луѓе. Почитувани гледачи, Илија Митров е успешен информатичар и програмер. Ајде, за почеток на разговорот, кога информатиката за прв пат ти легна на срце? Да, тоа беше на некој начин техничкото средното техничко училиште овде во Струмица, Никола Карев. Најпрво исто сакам да го искористам моментот да ги поздравам сите професори и наставници кои успешно се извршуваат својата работа. Таа желба почна од тогаш, раните средношколски години на некој начин, и продолжува понатаму, но моментот на големата покажување на голема љубов и интерес према информатика и самото програмирање започна тогаш, во средното техничко. Колку тука таа љубов ти ја пренесе твојот татко, бидејќи тој имаше некакви обиди во техниката, до душа не такви какви што се не денес. такви, некое искуство имаше, моменти на разговор и усмерување, пренасочување на целиот момент, бидејќи тие се на некој начин најклучните, најважните години во својот живот, каде што мораме да се го најдеме патот, во професионален аспект. Но имаше дел, но моментот беше, пак ќе повторам, техничкото образование, бидејќи не е као основно образование и генерално гимназиско, туку веднаш те устручуваат во тоа што го сакаш и даваат можност. И по техничкото училиште Никола Карев следуваше твој понатамошен развој, кој го чекореше чекор по чекор или по неколку скали наеднаш? Како беше? Сето одеше тоа чекор по чекор нормално. Следното тоа беше префрлување во Скопје, најпрво на факултетот за електротехника на Прифејт, односно Универзитетот на Кирил и Методи, но моментот кога сватив дека сакам сето тоа образование кое што го имам попримено, сакам што побрзо да го применам во реален живот и професионално, сватив дека ќе сакам во исто време и да работам и да стекнувам уште знаење и да се дообразувам нормално. Се пренасочив на факултетот при Финки, кој што уште нормално е под Универзитетот на Кирил и Методи во Скопје. Но и тој беше моментот кога и таму сватив дека немаат, за жал, немаат вонредно студирање, односно можност да работам во меѓувреме и да студирам. И да заработуваш и да се едуцираш, така? Да, бидејќи моментот беше кога не сакам да го оставам образованието и да почнам да работам.
сакав да го продолжам сето тоа и се префрлив на факултетот за при ТИМ во исто така во Скопје кои што имаат внатре факултет за информатика и нудат ворано образование на кој што се уште се водам како студент и ги продолжувам студиите. За тоа малку подоцна ќе разговараме, но велат и веројатно се во право кога тоа го велат дека информатиката е најреспектабилна дејност во моментов, најбарана во цел свет. И ме интересира, дали заради тоа се врза за информатиката, заради тие заработувачки, бидејќи велат дека најплатената во Македонија, па и надвор во цел свет, е токму луѓето кои се занимаваат со информатика, со програмерство и така натаму, или сепак љубовта беше попресудна? Или една убава мешавина меѓу едното и другото? Мешавина би можел да речам као посигурно да, но сепак ќе се освртам на љубовта, која што кажав беа од раните години, средношколски години, но исто, мешавина, доаѓа моментот кога информатиката и самото програмирање се повеќе се бара и е распространато низ целиот свет и би рекол еден апел до гледачите и до сите млади луѓе да не се плашат, бидејќи имам дојдено до момент кога имам слушнато дека е престрашно и дека е претешко. Не, воопште не е така. Кога го работиш со љубов, не е ништо тешко. Би сакал да дадам апел да почнат младите да се занимаваат што повеќе со тоа, бидејќи се повеќе се бара од професионален аспект, но, како што рековте, и е најреспектабилна на некој начин. Постои некое депишано правило или во нашите мисли е тоа дека информатичарот мора да изгледа пресериозен, затворен во самиот себе, мора да носи наочари со голем диоптрија, ама еве те гледам, ти не си тако, ти си сосема нормално младо момче, така ли е? Така, сето тоа е прикажано на некој начин во филмовите, но не мора да значи во реален свет. Кога, да, имам слушнато и такви разговори и мисли, програмерси и ти си затворен, баш како што рековте, имаш наочари, немаш социјален живот, не мора да значи тоа така, можеш и мораш да се направиш распределба на своето време, кога се работи, професионално се работи, но секогаш се наоѓа време за пријатели, друштво. Па ме интересира, ми се наметува прашањето, како еден успешен информатичар го распоредува своето време? Колку имаш време за слободно време? Така, има, мора и може да се најде слободно време. Работното време како програмер е како и секој вработен општо, еве кажано, се работи од флексибилно. Добро е што тоа повеќе ние сме флексибилни на некој начин, започнувајќи од 8-9 наутро до 4-5 часот поручек, попладне, и потоа имаш време за слободни активности сигурно. Така. Се работи и во наработно време, тоа е како плюс желба, но не мора да значи. Колку девојките во Струмица, во Земјава, во Македонија, се заинтересирани за еден програмер, за еден информатичар, или повеќе сакаат мангупи? Тука немаш никаков проблем, нели? Па се нема проблем. Се нема проблем барем за сега, но да, мислам дека доаѓа моментот кога се менуваат размислувањата кон еден програмер и програмер во денешнината. Добро. Така да. Така, го спомна Фейт, го спомна Финки, го спомна Тим. Интересни трансфери, како фудбалер кој преминува од еден фудбалски клуб во друг. Зошто тие трансфери? Малку спомна околу тоа. Да, моментот беше, бидејќи не сакав да го оставам образованието, сакав да ги продолжам студиите, но сакав и да се вработам на некој начин и да почнам да го градам својот професионален живот и професионална кариера, што е можно порано. Сватив дека што е порано толку подобро, бидејќи подобро и за едината на некој начин. Моментот беше кога
дојдов до решение при факултетот на ТИМ, дојдов до решение дека ми овозможуваат студии, вонредни студии ги нарекуваат, каде што можам и да работам и да студирам после работно време. Така тоа беше клучниот момент. Тие први професори кои ги имаше на универзитетот, што велеа за тебе, какви совети ти дава, те бидува? Тоа ти велеа? Првата година Колку ти помагаа во тој твој развој? да, имаат тотално сите професори, наставници, асистенти, имаат сите учество и вложено во сите нас. За тоа сум преблагодарен. Моментот е кога те примеќаат на некој начин, кога те забележуваат, кога некој студент има преголема желба да учи, да сака да напредува, да чекори напред. Да чекори напред, така, и даваат и поголема шанса. Така да. Од има и такви кои љубоморно си го чуваат своето знаење или дозирано го пренесуваат во тоа примопредавање на знаењата, нели? Да. Од и такви нешто се случуваат? Се случуваат, но се надам сето тоа ќе се поправи со текот на времето, ќе бидеме сите исто ценети на некој начин. Кај студент кој што кога зборуваме веќе за студент, кај студент кој што нема некоја преголема желба, таа желба може да му се вгради на некој начин, да му биде поинтересно, кога се зборува посебно за информатика и за електрофакултет, тоа е престрашно, тоа е претешко, но со текот на поминати денови во факултетските простори и добра комуникација со самите професори, сето тоа се надминува, заборавате на тој момент, станува интересно тие студентски денови нормално и може да биде интересно. Добро, ги спомнавме Семос и Сивус. Интересна ситуација. И студент и професор во исто време. Да, и ќе се надоврзам. Како е тоа можно, ајде? И ќе се надоврзам, во исто време вработен во фирма, студент и професор. Да. Ајде, разглоби ја цела таа ситуација, ти многу нешта ми се нејасни. Да, сето тоа започна пред... Оти првото прашање што ми се наметнува, кога Илија Митров студентот полага кај професорот Илија Митров? Или нема таква ситуација? До сега нема таква ситуација, да. Сето тоа започна пред професионално работење како секојдневна работа во фирма, започна пред околу 4 години. Моментот кога се префрлив на вонредни студии и тука беше компарација на некој начин и студент и вработен и се држеше некој баланс после, како што реков, после работни часови, околу 6-7 поручек, се има предавања, се учи, се полага, што и да е. Пред точно една година, исто, после завршување на некои студии во Семос и во Сивус академиите, како што рековте, пред точно една година се вработив и во Семос едукативниот центар како предавач, односно професор, кој што се академии од аспект на програмирање, каде што имаме групи од 10 до 15 луѓе и тоа се претежно вечерните часови преку неделата, ги држам предавањата на некој начин во Семос академијата. Ако констатирав дека, пред малку низ разговорот, ако констатирав дека постојат професори кои само дозирано го пренесуваат своето знаење и љубоморно го чуваат за себе, каков професор е Илија Митров? Тоа можат студентите на некој начин, ги нарекувам студентите да го кажат. Ама јас немам студенти овде. Така, пробувам и се трудам да го дадам моето знаење што е можно на повеќе студенти, што е можно подобро и да го доловам моментот. Многу е важно да го доловиш моментот од програмирањето, да го споредиш со некоја вистинска приказна од животот за подобро и полесно да се свати, но пробувам секогаш да го пренесам што е можно подобро моето знаење, бидејќи на крајниот ден чувството е прекрасно кога после 5-6 месеци од некоја академија како предавач ти доаѓа студент и ти се благодарува на некој начин за пренесеното знаење. За пренесеното знаење и дека
сум имал случаеви кога целосно ја промениле својата струка и својот професионален живот и станале некои почетни програмери, но секогаш мора да се започне од некаде. Така да Колку тие студенти, да кажеме, преовладува информатиката како респектабилна занимање, нели? Како респектабилно занимање, колку како љубовта за апропо тоа што го зборувавме пред малку. Или да го поднаставам прашањето, колку има талентирани деца во нашата земја? Има многу талентирани каде што не се, тоа ми се допаѓа каде што не се плашат да го покажат сето тоа, не се срамат да прашуваат или да се надоврзат на некој мој муабет и мое предавање. Сите тие талентирани на некој начин студенти се селектирани за понатамошна понуда за работа и помагање на некој начин на променување на цел тој професионален живот. Но има се поголем интерес, можам да кажам, и има многу талентирани луѓе и ми се допаѓа што имаат и желба да учат. Станува збори за многу повозрасни луѓе, за разлика од мене, и го прифаќаат целиот тој ризик да ја сменат целата таа професија, иако имат некое работно искуство од 10-20 години, и ја имаат желбата да учат се уште, и тоа е прекрасно. Браво. Браво. Колку можеме ние како општество да ги задржаме тие луѓе овде во Македонија? Можеме. Мислам дека можеме и дека треба, но се уште треба да се трудиме околу таа работа како општество нормално. Мора да бидеме овде, бидејќи подобро е нормално кога си дома на некој начин и кога тука се пријателите, тука е фамилијата, тука е се. Мораме да се потрудиме да бидеме сите овде, да ја градиме кариерата овде и да без разлика дали да пренесуваме знаење или некоја друга професија, подобро е кога си дома нормално. Да, само едно место на светот се вика дом, од друга страна убаво е кога знаеш дека даваш свој придонес за општеството, за државата, за твоите луѓе, сограѓани и така натаму. Во секој случај. Оно што го знам за тебе дека поседуваш завиден број на сертификати, познати, признати во целиот свет. Еден од нив се вика Microsoft Python. Што е тоа? Да, еден од... Прости ме ако сум ти смешен, за мене информатиката е шпанско село, признавам и пред тебе и пред гледачите. Така, да, голем број сертификати, од кои што еден е Microsoft сертификатот на областа, на некој начин од областа на Python програмирањето. Python е уствари програмскиот јазик во кој што јас поголем дел од времето програмирам и започнав со него и се уште сум на него. И сакав цело време секое слободно време да го искористам. Не е тоа Python со два коња, не, тоа е програмски јазик. Така да пробувам секое слободно време да го искористам, да се надоградувам самиот себе и да учам, бидејќи посебно кај програмирањето и кај информатиката, ако подзастанеш со учењето и со напредувањето самиот, ќе застанеш многу назад и ќе бидеш многу назад за разлика од другите. Така да мора постојано, константирано учење. Тој сертификат го добив пред околу година дена. Тој е официјалниот Microsoft сертификат. Во што тој сертификат се разликува од останатите? Така, останатите сертификати Зашто те специализира, да кажеме? Тоа е од областа на Python програмскиот јазик и на програмирањето само во Python програмскиот јазик. Има и други, каде што се специализирани за други програмски јазици, но моментот е кога тој сертификат доаѓа од самиот Microsoft, е подпишан од официјално од Microsoft. Ако е Microsoft и не треба многу да зборуваме, нели? Да, и моментот е кога има посебни мерки при полагање на самиот тој сертификат и така натаму. Баране, но ќе има и се уште. Уште сертификати ќе има. Така. Еден од тие е тоа што ти си единствениот и најмлад, ако не се лажам, во југоисточна Европа од неодамна
сертифициран од Американската академија за вештачка интелигенција. Така. Ајде, продолжи. 3 точки и продолжуваш ти. Да, тоа е од неодамна, пред неколку дена го положив и тој сертификат за вештачка интелигенција, каде што спаѓа под академијата, односно самата компанија CERT Nexus. Таа е америчка компанија каде што исто имаат досега при толку сертификати се немав сретнато досега со таков строг режим на некој начин на полагање, бидејќи е доста тежок испит и се работи за вештачка интелигенција, односно Artificial Intelligence и Machine Learning, го нарекуваат така. Се работи за, во детали на некој начин, се работи за како самиот компјутер да учи сам од себе и да може да се надоградува. Ќе се надоврзам на тоа дека таквите алгоритми и од програмерски аспект ќе дадам пример дека автомобилите на Тесла кои што имаат автопилот и така натаму се градени на тие алгоритми Artificial Intelligence и Machine Learning. Тоа значи дека самиот компјутер со текот на времето учи се повеќе и повеќе самиот по себе, каде што многу малце е потребно еднаш кога ќе го испрограмирате тоа, многу малце е потребно да имате програмер кој ќе го надгледува тој систем. Тоа е добрата страна каде што самиот компјутер учи сам од себе. И се надоградува. Еве едно пак лаичко прашање, каде е тука спојот на природната интелигенција и вештачката интелигенција, бидејќи да не постоеше таа природна интелигенција, нели, кај луѓето и не би постоела таа вештачка. Така, сето тоа нормално е направено од луѓето, целиот тој процес е направен од луѓето, најпрво мора тоа да се испрограмира, па за да го научиме компјутерот сам да програмира и да се надоградува. Моментот е кога треба да внимаваме во наводници да не надмине таа вештачка интелигенција. Тоа беше моето следно прашање, колку вештачката интелигенција може веќе да и наштети на природната интелигенција? Сега за сега не толку многу, но мора да се внимава на сето тоа, бидејќи тоа се некои, да кажам, суперкомпјутери, каде што ако ги оставите некој подолг период, ќе може да не надминат во некои работи. Надминати сме во некои работи. Може да добијат желба да не уништат. Сега за сега не. Сега за сега не. Јас сум гледал филмови. Да, тоа е представено, да, но сега за сега не. Се користи за добри цели, како што реков, автомобили кои што сами ќе управуваат со возилото и сето тоа е наречено автопилот. Сите тие моменти на социјал медија, односно самите, ќе дадам пример, Facebook, Instagram, социјалните мрежи кои што ги користиме секојдневно, се базирани на таа Artificial Intelligence, каде што ни даваат пример и ни наговестуваат што е добро за нас, еве на некој начин да гледаме, кои видеа се добри за нас да ги гледаме, за што се интересираме и така натаму, но сепак мора да се внимава со текот на годините како сето тоа расте. Да, се согласувам. Илија Митров има 4-годишно искуство во странски фирми од областа на cyber security. Ајде да им објасниме на гледачите за што станува збор. Да, во сето тоа од професионален аспект го започнав во странски фирми, каде што најголем дел од времето имав работа со бази на податоци, односно податоци од секаков аспект, каде што имаше манипулации со тие податоци. Манипулации, кога зборувам, се зборува за датабази и така натаму, не од лошиот аспект на манипулации, тоа никако. Но потоа се префрлив, бидејќи сето тоа ми стана желба и се повеќе барани се колку повеќе податоци има една компанија, толку е повредна на некој начин таа компанија. Ми почна, имав голем интерес кон базите на податоци и самите податоци и се пренасочив кон тој cyber security дел, односно аспект на програмирање, каде што тоа е ретко застапувано кај нас во Македонија, но има компании кои што се овде и го работат тоа. Од аспект на cyber security, тоа би рекол на некој начин
не е нешто лошо, туку баш сосема спротивно, одбрана од лошите момци на некој начин, кои што сето тоа име работа на некој начин, одбрана од тие напади, на некој начин пробивање на картички, на платежни картички, бидејќи тоа е се почесто, одбрана на следење на наши телефони, компјутери, самите програми и така натаму. Генерално е тоа. Вака, овој разговор сме приморани да го снимаме 2-3 дена пред емитувањето, од едноставна причина што токму на 11. октомври, кога ќе биде емитувана ова емисија, празнична емисија, еме недела, 11. октомври, слави и државата, Ден на востанието, но слави и ТВ каналот ВИС 29 години од своето постоење, но токму на тој ден, ти можеше да ми бидеш гостин и во живо, баш на 11. октомври, но токму на тој ден, кога ќе се емитува овој разговор, ти ќе бидеш на пат за Португалија. Така. Ајде да ни откриеш тајната на таа дестинација. Да, сето тоа се случи пребрзо, еве за мене на некој начин. Добив понуда за работа во Португалија, поточно во Лисабон. Се работи исто за странска компанија која доаѓа од Англија. Огромна компанија со преку 1000 вработени, односно програмери. Патувам таму, започнувам со работа една недела од која ќе пристигнам. Се работи за компанија со многу, како што кажав, многу програмери и правење на софтвери од некој огромен аспект. Ќе дадам пример како Netflix, апликации, веб страни и така натаму. Значи, да, сепак го кажав моментот дома е најдобро. Ама има сепак, едно ама. Да, така. сепак има едно ама. Пробувам да го градам својот професионален живот што е можно подобро и кога ќе ми се пружи некоја подобра шанса, прилика и да работам во толку големи компании, секако дека ќе го прифатам, но Македонија е тука и Така, ќе биде ли тоа ледво непознато или веќе си запознаен што те очекува? Што очекуваш ти од тоа твое патување, од тој твој работен ангажман во Лисабон, во Португалија? Лично во Португалија досега немам идено, за жал. Што ме очекува? Сето тој концепт на самата компанија, што нуди, што таа работи, сето тоа ми е познато. Како локација, како што кажав, не. Така да ќе... Да, ама предпоставувам, знаеш дека станува збор за прекрасна земја, да. прекрасен град, има комуникација со океанот, така. Прекрасни убава луѓе, клима, да, прекрасни луѓе, клима, топли луѓе. Да, сето тоа го знам. Ми беше желба на некој начин патување за Португалија како дестинација за годишен одмор и така натаму, но еве имам шансата и таму да живеам. Во очите ти читам самоувереност, па и смиреност, не возбуда, некаква, не страф од тоа патување. Не. 24 годишен. Да. За 24 годишно момче секоја чест. Да, нема зошто да има страф, тоа ќе го кажам и на помладите на некој начин, како што кажав, да немаат страф кон програмирање и кон информатика. Нема зошто да има страф, мора да се има самодоверба и самоувереност, бидејќи бидете сигурни во тоа што го знаете и тоа што го работите, другото ќе си дојде. Јас ти посакувам многу успеси на тој твој нов работен ангажман, иако разбрав дека си имал шансите тоа да не биде Португалија, туку да биде Холандија, ама оттаму тие се плашеле како еден 24 годишник ќе мора да им биде шеф на некој кој има 30-40 години, така ли е? Да, имаше и такви моменти кога да, го започнав процесот со холандска компанија и преселување во Холандија и така натаму, но во целиот тој процес добив одговор како премногу си млад, не знаеме како да веруваме, како можеш сето тоа да го дадеш сето тоа од себе. Ќе се работи со доста повозрасни програмери и така натаму, сепак не можеме да веруваме на 24 годишен.
Има и такви моменти, но се со тек на време. Добро, јас сум сигурен, оти те познавам од мала, дека од време на време, ако не и секојдневно, ќе ти затреперува срцето во Лисабон, помислувајќи на Струмица, помислувајќи на Македонија, помислувајќи на мама и тато. Сигурно. Тие си знаат Така е. како ќе им биде, и Наско и Евдокија ќе ја пеат песната "Останавме сами", но не заборавајте на родниот град. Оти Дада е во Италија, Така. помалиот брат ќе оди во Португалија, ти остануваат сами, но тука се пак информатиката, нели, Да. интернетот е тука да се гледате секојдневно, но доаѓај, не заборавај на Струмица. Така. Ќе доаѓаш, нели? Сигурно. Добро, ако ќе дојдеш од Португалија, ќе си закажеме нов ваков разговор, да ги споделиме твоите искуства со гледачите на ТВ каналот ВИС. Ти благодарам на разговорот и посакувам многу успех во кариерата. Благодарам.